Добар ден на сите. Денес во Евангелска црква Аеродром ни гостува доктор Коста Милков. Здраво, Коста. Здраво. Еве. Денес е Велики петок, денот кога Христос беше распнат. И по тој повод верувам дека Коста може да ни одговори неколку добри прашања кои ќе бидат релевантни за од повеќе аспекти. И јас викам одма да почнеме. Галатјаните 4:4 вели вака: но кога се исполни времето, Бог го испрати својот син, кој се роди од жена и се подчини на законот. Римјаните 5:6 вели вака: зошто уште кога бевме слаби, Христос во одреденото време умре за безбожниците. Некаде може да се сретне и како вистинското време. Значи, кога се исполни времето, во вистинското време. На кој начин да ги разбереме овие текстови? Зошто баш тој момент беше совршениот момент да умре Месијата? Зошто неговата мисија мораше да заврши со смрт? Оно што е според мене многу важно да се забележи кога ги цитираме овие два стиха во Галатјаните и во Римјаните, се разбира е малку поширокиот контекст. Тие не доаѓаат наеднаш и од никаде. Тие имаат своја историја, имаат своја траекторија и многу битна не е да ја разбереме. Поточно, ако само еден стих погоре се качиме во Римјаните 5 глава, 5 стих ќе видиме дека тоа е според сите релевантни толкувачи на Новиот Завет, а тоа е врвот на теологијата на апостолот Павле. А тоа е дека надежта не разочарува. И штом тоа тој ќе го каже, надежта не разочарува, следниот стих објаснува дека во вистинското време, во Галатјаните 4:4 кажува кога времето се исполни, дојде Исус Христос да го постигне ова. Што всушност Христос постигнува? Ја постигнува целосното исполнување на надежта за која што сега апостолот Павле говори. А каква е таа надежта? Тоа е надежта на Јахве Бог кој им ја дава на Израелот, објавувајќи им се на нив од самите почетоци пред тие да бидат народ. Објавувајќи му се на Авраам, објавувајќи му се потоа на Мојсей и ни сите оние цареви кои следат па се до самите пророци. А во пророчките говори често го имаме моментот во кој што тие имаат една визија за Божиот помазаник. Месија или Христос значи Божиот помазаник. Ова е времето во кое што Христос доаѓа и затоа што овој Богочовек е тука меѓу нас, исполнувањето на времето не значи дека морало да дојде одреден момент Бог да чека на тоа време. Туку времето е исполнето затоа што Бог го исполнил. Така. Затоа што тој станал човек. Како што еден од големите поети на 20 век, Один, кој е исто така и добитник на Струшкиот венец на поезијата во 81 година, во една од неговите песни, која се вика In Between Time, или Меѓу времето, објаснува дека ова е највеличественото време и најтешкото време истовремено. Зошто? Бидејќи откако Христос се отелотворил и го исполнил се тоа што требаше да биде исполнето, вклучувајќи го и Велики петок. Да. Моментот на крстот, каде што се случува моментот каде што тој вели оче мој, зошто си ме оставил и се сврши, е моментот кој не воведува во исполнувањето на оваа голема надеж, а сите ние прво треба да умреме со Христос, за потоа да влеземе во неговото воскресение. За тоа време, додека тој пак не се врати, зборува големиот поет Один. In between time. In between time. Во такво време се наоѓаме ние сега. Дали може да се, пошто знам дека во библискиот текст се користи повеќе зборови за времето, каирос, хронос, на кој начин се употребени тие два збора тука? Дали во едниот контекст еден од тие зборови значи се употребува полнотата на тоа, а во другиот се кажува соодветно во вистинското време. И двете терминологии го објаснуваат всушност исполнувањето не зависи повторно од времето, зависи од Бог кога решува. И за она што тука се посочува разликата меѓу каирос и хронос е разликата меѓу време кое тече, хронос, време кое одминува и кое е редовно време за сите нас, и каирос, време во кое што Бог решава да интервенира. И никој од нас не може да знае кога е тоа време, кое е тоа време. Нас ни е даден хроносот. Даден ни е хроносот како дар Божи, во кој што можеме да обстојуваме. Ние сме создадени битија.
И како такви ние живееме во простор-време. Ние сме просторно-времени битија, ограничени битија, и токму заради тоа на нас ни е потребен каиросот. Ништо не се исполнува за да го ограничи Бог или да му каже на Бог сега мораш да действуваш. Обратно е. Се исполнува кога Бог определува што е каирос и наеднаш доаѓа меѓу нас. Значи христоцентрично, така? Целосно христоцентрично, затоа што е истовремено и човечкоцентрично, и тоа морам да го кажам, бидејќи ние во 8-миот псалм имаме момент во кој што се зборува за тоа дека човекот се воодушевува како прекрасно е создаден. И вика малку помало од ангелите. Меѓутоа на друго место зборува за тоа дека само на Христос му е кажано ти си мој син, седи десно. А Христос не стана ангел, стана човек. Затоа тоа е христоцентрично, бидејќи е специфично човекоцентрично за Христос да не воведе целото човештво во неговото спасение. Одлично, благодарам. Додеме на следното прашање, што верувам дека ќе биде ќе отвори некои нови хоризонти. Не знам колку вистински може да се долови тој момент, но кој би бил денешниот еквивалент за смртта на Исус на крст? Тој момент е невозможен. Веднаш ќе го кажам. Не постои, не само денеска, не постои елемент во историјата на човештвото пред и потоа, тоа што Христос го има направено, е невозможно да се повтори, и ќе кажам зошто. Штом тој хронос се има случајно, и штом тој хронос го ставил печатот на моментот кога тоа се случило во дадените историски моменти, бидејќи Исус Христос бил историски човек, тоа е неповторливо. Да поземам една илустрација од големиот уметник Василий Кандински. Кога тој зборува за како уметноста се развива низ историјата, тој никако не сака да каже дека класичната уметност некаде во грчко-римскиот свет треба да биде запоставена. Напротив, ние се воодушевуваме на тоа што таа уметност ни оставила нас денеска. Меѓутоа, вели тој, ако го земеш ти грчкиот стил на правење скулптура и само ја имитираш во 20 век, ти ништо не си направил, бидејќи во таа скулптура нема дел од културата на духот кој всушност бил вметнат за тој артефакт тебе да те комуницира. На ист начин јас ќе кажам, не постои таков момент. Не постои таков елемент со кој што јас би можел, бидејќи еднаш кога тоа се случило, кога тој символ на тортура станал дел од символот на нашата надеж, не постои друг елемент пред и потоа. Единствен е, историски е, неповторлив е и само таму е. Неверојатно. Неверојатно како Господ го бира времето и повторно тоа уште еден доказ како Господ делува во точно определено време, кога ќе се исполни времето. Го потврдува баш првото прашање. Да кажем едно прашање со кое се среќавам често пати јас во моите разговори со луѓе надвор од црквата. Дали луѓето во првиот век биле полековерни, например како на приказната на воскресението? Дали во тоа време полесно се верува на такви приказни? Тоа е еден голем мислител, таквото мислење дека само што ние живееме во 21 век и имаме дигитални платформи, го разбираме атомот и нуклеарна енергија и така натаму, мислиме дека на некој начин во морална, во мисловна и во да кажам мудростна смисла дека сме некако напреднале. Не сме напреднале. Воопшто не сме напреднале и тоа се нарекува според К.С. Луис хронолошки снобизам. Тоа значи само што јас подоцна живеам од некој друг и се возам во автомобил или во авион, некако сум по-малку лековерен од некој таму во минатото. Ништо не може да биде подалеку од вестината. Тоа го земеме примерот на апостолот Павле во Дела апостолски 17 глава. Кога тој зборува за воскресението, таму немаме ние луѓе кои доаѓаат и ми викаат: да, луѓе воскреснуваат наоколу, еве ги видовме секој ден, па и овој воскреснал." Напротив, го исмеваат. Нема очекување. Според големиот поет и писател во Грција, кога тој поставува една таква сцена за, например, дека богот Аполос зборува за смртта на човекот, вика еднаш кога прашината на земјата ќе ја проголта човечката крв, нема воскресение. Грците не очекувале воскресение. Евреите очекувале воскресение, но тоа на крајот на времето, кога еднаш ќе дојде. Тие воопшто не очекувале човек да се врати од мртвите во сегашниот момент. Така што луѓето воопшто не биле нешто по-лековерни од тоа што сме ние денеска. Истражувале, испитувале и најконкретната, најспецифичниот одговор кој што можеме да го дадеме за оваа работа
тогаш пред 2000 години и сега во 21 век најдобрите аргументи укажуваат на тоа дека нема подобро објаснување тоа дека стварно Христос воскреснал од мртвите. Ова неодамна го потврди и самиот архиепископ на Англиканската црква Џастин Велаби. Кога го праша на таа тема, кажа ништо друго нема смисла освен фактите дека тој воскреснал. Така. Тој е историски факт. И ја верувам дека многу луѓе во историјата се обидале да го порекнат тој факт и завршиле токму на другата страна, Така уште повеќе потврдувајќи го тој факт на воскресението. Како фактот дека Исус воскреснал од мртвите влијаел на светот и како го променил? Како влијаел, според фактите? Имаме група ученици преплашени, затворени во една соба, не знаејќи што понатаму да прават, мислејќи дека се конечно поразени, и од такви луѓе, од таков страв, од таква преплашеност, имаме луѓе кои се очевидци на неговото воскресение, сите до еден, освен еден од неговите ученици, ќе умрат со маченичка смрт, само затоа што сведочат дека го виделе со своите очи, или го допреле, како Тома што вели, со своите прсти, воскреснатиот Христос. Така што, тоа е, да кажеме, на едно микрониво, да погледнеме што тоа значело за самите ученици како ученици. Меѓутоа, знаеме дека кога Исус Христос им проповеда во оној голем, така наречен дискурс на тајната вечера во Јовановото Евангелие од 13 до 17 глава, кога тоа таму го читаме, кога тоа таму го гледаме, ќе видиме дека Христос им објаснува на учениците што се ќе се случи откако тој ќе се замине и ќе се вознесе на небото кај неговиот татко. Вика, ќе ви дадам тешител, нема да ве оставам сами. Овој дух сведочи за веродостојноста на ова очевидци низ историјата. Така што ние имаме и во вториот век, и во третиот век, и во четвртиот век, имаме луѓе кои сведочат за Христовото воскресение и подготвени се да го дадат својот живот, сведочејќи дека тој Христос воскреснал. Кое е објаснувањето на тоа дека нешто друго може да биде случај, освен вистината на тоа дека Христос го направил? Тоа го постигнува Христос од генерација во генерација. И верувам дека е потполно исто како било тогаш во првиот век, така и во 21 век. Ние често забораваме, живееме, некој од нас, му благодариме на Бог, живееме во неверојатна удобност, во неверојатна безбедност и во неверојатна сигурност по нашите животи, соодветно со нашето сведоштво за Христос. Но мораме, освен што се наоѓаме сега во оваа невидлива закана тука околу нас, но што го обединува целиот свет. Но оно што е битно, ја сакам да кажам, е дека 21 век, 20 и 21 век комбинирано, имаат посведочено за поголем број на луѓе кои се маченици за Христос, кои биле убиени заради тоа што сведочеле дека Христос е воскреснат, отколку во сите други времења комбинирано. Што се случило? Тоа е дека вон временското има влезено во времето и времето од тогаш никогаш нема да биде исто. Тоа се случило. Амин. Амин. Како воскресението на Исус влија на мене денес во практика? Што значи тоа за мене денес, сега во секојдневието, така натаму? На едно место Т.С. Елиот, исто еден голем поет, ќе каже за тоа дека кога тој го открил Христос, бил атеист и низ неговата, значи, развој доаѓа до момент да стане христијанин. На едно место од своите песни во 4 квартети ќе каже дека Христос или Бог е оној кој доаѓа до тебе и бара ништо помалку од се. Тоа бара. Значи влие на мене. Влие на мене. Бара ништо помалку од се. И јас верувам дека со очувањето со овој повик на Бог, секој од нас мора да го замисли. Како тоа влие врз мене? Влие на двоен начин ако добро го разбереме. Од една страна, ако се разбереме себе си како центарот на созданието, ако се разбереме себе си како центар на создание одвоени од Бог, тогаш ние се дефинираме себе си и тоа што сакаме да го дадеме, ќе го дадеме зашто ние сакаме, зашто нас така ни одговара, или затоа што нашата самостојност нема да биде загрозена. Од друга страна, оно што од нас и нема да сакаме да го дадеме тоа на Бог. Ако разбереме дека ние сме создадени од Бог сами, дека тој е изворот на нашиот живот, тогаш тоа што се бара од нас не е ништо
освен да му го дадеме на чување на најбезбедното место, она што Бог на нас ни го има подарено. Со други зборови, кога Бог бара се од нас, тој не бара ништо што веќе не го создал и не бара ништо за да не го направи уште повеличествено или уште по-големо. Кога некој ботаничар ќе побара малку семе да го земе, тој семето го зема цело, му треба, но не го зема за да го уништи. Го става во земја, да го обработува и од него да израсне некоја прекрасно, да кажеме, растение или пак цвеќе. Бог токму тоа исто го бара од нас. Го зема, сака да го стави во земја и да го закопа, но целта не му е да останеме мртви како во гроб. Целта му е тоа да биде изворот на нашиот живот кој ќе процвета и ќе биде живот во изобилство. Затоа е потребна вера, предпоставувам. Вера за дека Господ во кој ние веруваме е добар Бог, не е некој кој има некои задни намери, не е некој непредвидлив во лоша смисла, дека тоа што ќе го довериш ќе го уништи или ќе го искористи на лош начин, туку ќе го зачува и ќе ти го врати назад, уште повеличествено и по Тоа е потребна вера. Тоа бе некои од нашите прашања денес кои ги имавме до Коста. Јас сум преблагодарен за тоа што можев да разговарам со него. Во неколку наврати имам разговарано во многу наврати имам разговарано со Коста и верувам дека Господ го има искористено многу за моја изградба и верувам дека овој разговор за сите вас беше еден благослов. Споделете го и лајкувајте го на Facebook и еве благословете луѓе со овие прашања. Верувам дека овие прашања одговарат на многу од прашањата кои иначе луѓето ги поставуваат за христијанската вера, за Христос, па и за тие тешки денови како Велики петок, најтемниот, најстрашниот ден во христијанската вера, но во исто време и најрадосниот ден, бидејќи тој ден ни носи еден нов зрак на надеж. Коста, уште некои завршни зборови, ако имаш? Ти благодарам, Живко, како и секогаш големо задоволство и привилегија ми е да соработуваме и овде тука во рамките на Евангелска црква Аеродром. Мојата последна порака не само до целото слушателство или туку до самиот себе, до тебе во овој случај, Живко, би било дека ако се соочиме со живиот и воскреснат Христос, како што еве сега од Велики петок преку сабота стигнуваме до недела и го чекаме неговото воскресение, треба да се сетиме на три работи. Првата е дека на крстот, кога е тој таму, вели дека се е завршено. Тоа што се е завршено дека се исполни времето во целост. Се исполни тој. Во сабота, додека е во гробот, иако ништо не се гледа, тоа што тој го прави е дека всушност во тој момент на недвосмислен начин ја поразува смртта, повикувајќи многу други, така во една слика кон живот. И третата работа, кога ќе се појави пред првите сведоци, жените, во недела, кога ќе застане пред нив, тие лично веднаш ќе истрчаат и ќе ја споделат радосната вест со сите други. Тоа нека ни биде еден патокас и на нас. Да знаеме дека тој заврши и ние учествуваме во тоа, да знаеме дека смртта и кога е највидлива, животот е веќе работи и победник, и третата работа од радост и ние оваа вест да ја споделиме и да живееме соодветно со незината порака. Амин. Благодарам, Коста. Нека Бог остане со вас и нека ве благослови.